Утрински стихови од Библијата. 28 октомври. Исус одеше правејки добро. Кој помина, правејки добрини и оздравувајки ги сите, кои ѓаволот ги измачуваше, зашто Бог беше со него. Дела 10:38. Христовите следбеници се откупени за служба. Нашиот Господ учи дека вистинска цел на животот е службата. Самиот Христос бил работник и на сите своји следбеници тој им го дава законот на службата. Служба на Бога и на своите ближни. Овде Христос му представил на светот повисока концепција за животот, за каква што тие никогаш претходно не знаеле. Кога живее за да им служи на другите, човекот е доведен во конекција со Христос. Законот на служењето станува поврзувачка алка, што не поврзува со Бога и со нашите ближни. На своите слуги Христос им го доверува своето богатство, нешто што треба да се стави во употреба за него. Тој му ја доделил на секој човек неговата работа. Секој има свое место во вечниот план на небото. Секој треба да работи соработувајќи со Христа во спасувањето на душите. Како што е сигурно дека ни е приготвено место во небесните станови, исто толку е сигурно дека овде на земјава ни е определено посебно место да работиме за Бога. Неговиот живот бил живот на постојано самопожртвување. Тој немал дом на овој свет, освен оној кој пријателите поради својата добрина ќе му го понуделе нему како на патник. Тој за наше добро дошол да го живее животот на најсиромашните и да се движи и работи меѓу бедните и страдалниците. Непризнаен и без никакви почести, тој се движел меѓу луѓето, за кои толку многу сторил. За време на својата служба, Исус посветил повеќе време во исцелување на болните, отколку на проповедање. Неговите чуда сведочеле за вистинитоста на неговите зборови, дека тој дошол не да погуби, туку да спаси. Каде и да тргнал, пред него оделе вестите за неговата милост. Онаму, каде што поминал, сите што биле предмет на неговото сочувство, се радувале на здравјето и ги испробувале своите новодобиени сили.